во ова последно вклучување на лице место ќе најавиме на Божикна, волшебна бајка, односно ќе ја најавиме балетската представа Урево Кршачка, која што ќе се одржи во Националната опера и балет на крајот на овој месец, односно 30 јануари, со почеток во 20 часот. Нешто повеќе за оваа балетска представа ќе слушнеме од моите денешни две гостинки. Станува збор за моите денешни гостинки Наташа Трендафилова Гицев, која што ја глуми главната улога во оваа представа, и Христина Накевска, која што се наоѓа од мојата лева страна, и најпрво ќе започнам со неа. Христина, добро утро и добро дојде во Утринската на Телма. Добро утро, ви благодарам. Што е она автентично што треба да се знае за Урево Кршачко, односно каква приказна ни носи? Најавено е од опера и балет всушност дека станува збор за волшебна новогодишна Божикна бајка всушност. Токму така. Урево Кршачка е синоним на Божик и Божикните празници, новогодишните празници, и секоја година е традиција да ја даваме оваа представа декември и јануар. Нели, кога е најубаво, кога се Божикните празници. Така да се трудиме да секоја година ја донесеме на публиката оваа представа. Чим се трудите, верувам дека премногу им се допаѓа на присутните. Напомена дека и декември, а на 28 и 29 декември токму ти имаш играно главната улога Клара. Да. Токму така, таа изведба беше со оркестар. Преубава една представа, многу ми е драга бидејќи ја играм од малечко детенце, од 10 годишна возраст, и како растев добивав се повеќе можности за напредок во представата, за да дојдам до на главната улога на Клара во представата. Како ти се допадна главната улога? Преубава, бајка, баш бајковито. Клара е едно мало девојченце кое подоцна легнува да спие пред Божик и прераснува во една голема девојка, каде што онаја Урево Кршачот, всушност куклата, представува принцот подоцна. И тоа двајцата одат низ бајката, се до крајот на представата. Кој се ќе настапи на сцена? Колку се дел од тимот, така да прашам? Па околу целиот ансамбл, нели, на балетот, околу можеби 30 на изведувачи ќе имаме на сцената. Така да добро е да дојде да се погледне, и секогаш се бара карта плюс за оваа представа. Еве веќе кога напоменавте дека се бара карта плюс и дека секоја година се трудите токму да ја одржите оваа балетска представа, односно велите дека е голем интерес, дали се уште има билети на располагање? Ако да, каде заинтересираните да се обратат? Па мислам дека има, во декември се распродадоа многу брзо за неколку дена, ама мислам за овие затоа што се 3 изведби, 30, 31 и 2, мислам дека. Така да мислам дека се уште има билети, може да се купат онлайн и на билетарата на Национална опера и балет. Дали е, еве со оглед на тоа дека веќе имаш одиграно главната улога, колку е, еве така да прашам, не знам дали е, но дали е мачно, колку е мачно да се подготвиш за една главна улога, со оглед на тоа верувам дека си носиш голема одговорност со самата главна улога. Чинам дека подготовките и овде ги одржувате, ова е малата балетска сала. Да. Вака сега, различно е, за секоја представа е различно. За оваа представа ми беа потребни околу месец и половина макутрпна работа. Не е лесно и секогаш првата представа со главна улога е најтешка, и потоа се надоградуваш и работиш на себе целата кариера. Нема стоп. Меѓутоа почетокот е секогаш најтежок. Вас ви треба месец и пол или општо целокупно на целиот тим? Мене конкретно. Сега зборувам за премиерата, иначе кога е веќе играна представата, доволни се 3 недели до 4. Христина, ти благодарам многу за одвоеното време. Ќе преминам и на мојата друга гостинка, која што на 30 јануари ќе игра главната улога Клара. Наташа, добро утро и добре дојде и ти во нашата утринска. Добро утро. С оглед на тоа дека ќе играш главната улога Клара, како ти се допадна досега и дали прв пат ја играш оваа улога? Да, прв пат ќе ја играм. Премногу ми се допаѓа, мислам дека е совршена улога За вас? За прва улога. за почеток, пошто како што кажа Христина, најтешок е почетокот. И ова мислам дека е една од подобрите улоги за да започнеш, па после да продолжиме да се наградуваме.
Што е со останатите улоги? Дали можеби за време на подготовките, сигурно си ги гледала и другите кои што ќе настапат на сцена, како се подготвуваат, дали можеби би играла и некои од другите улоги? Па да, јас веќе играв други улоги. Како што кажа Христина, Оревокршачка е голема традиција во балетот и важна традиција што се чува во секој театар, не само овде кај нас. И има многу дечиња што учествуваат во представата и така уште кога сме сите малечки во балетска школа, имаме шанса да почнеме уште од малечки. Да, во некои такви малечки улоги. И потоа како стапуваш во театарот, прво мислам дека сите влагаме во ансамбл и понатаму почнуваме да играме мали сола, поголеми сола, па се до главните улоги кои се најтешки и најголеми сола. Така и јас, Христина, кога играше во декември, играв исто соло улога до Неизе, заедно со Неизе и сега прв пат ќе играм главна улога. Еве, прв пат играте главна улога, од тука ќе ве прашам за самите подготовки, дали е мачно за вас да се подготвувате за таа главна улога, општо за целиот тим, дали овде се подготвувате во оваа сала или пак е мала за ваква подготовка? Да, овде се подготвуваме. Јас за сега имам само 2 проби, денеска ќе ми биде третата проба и имам уште, мислам дека 3,5-4 недели до представа. И тешко ми оди, пошто... Секако со труд. Да, со труд све ќе се постигне и со време. Мислам дека ќе постигнам до представата. Меѓутоа, почетокот е многу тежок. Се разбира, секој почеток е тежок, но потоа станува се полесно и полесно. За крај ќе те прашам, кои се твоите очекувања од самата представа Оревокршачка, која што ќе се одржи на 30 јануари? Моите очекувања... јас би сакала да дадам све од себе и исто така и за мојот партнер Балаш, кој исто така играше и со Христина. Да, и сакам да почувствувам таа бајка која Христина ја објаснуваше со партнерот. Тоа би сакала на 30 за прв пат. Се надевам дека ќе ја почувствувате. Ве благодарам многу на двете за одвоеното време и се надевам дека се ќе помине во најдобар ред токму на 30 јануари. А вас, драги гледачи, ве поздравувам токму од последното вклучување на лице место и секако ве поканувам да дојдете и да ја погледнете балетската представа Оревокршачка, која што ќе се одржи на крајот на овој месец, односно 30 јануари во Националната опера и балет.